Тоа што сакам да го истакнам, дека, како што рече и колегата Синиша, ние како претеничка група го поддржуваме законот, меѓутоа мораме да ги истакнеме негативностите, односно пропустите околу имплементацијата на регистрирањето на самата вакцина. Значи, кога водиме борба со една болест, со една епидемија, пандемија од светски размери и кога се споредуваме секогаш со светот, со земјите од Европа, со земјите од светот, значи ние досега требало да имаме разработено план за регистрација, за како ќе ја внесеме вакцината во нашата земја, а не да зборуваме ќе почнеме тогаш, ќе почнат прво здравствените работници, па овие што се хронично болните и на крајот се доаѓаме со проблемот нема како да ја внесеме вакцината во земјата. Значи, тоа е огромен пропуст. Не е дека ние сакаме да бркаме, да бараме и да постигнуваме политички поени. Меѓутоа, тоа е огромен пропуст и досега на сите наши укажувања околу пандемијата, да се преземе тоа, да се преземе друго, па имавме предложено и комисија за заразни болести, значи сите наши предлози беа одбиени. Значи сите одлуки кои што ги носите, не само што не се доволни, него се ненавремени. Го поддржуваме законот, меѓутоа, сега, кога треба ние да зборуваме како ќе се почне со вакцинацијата, ние да зборуваме како вакцината ќе ја внесеме во земјата, да бараме начини. Како да се внесе во земјата вакцината, а кога станува збор за фармацевтска компанија Pfizer, која има регистрирано во Европската агенција за лекови доста лекови и имам податок дека во тој случај за регистрација се потребни само 10 до 15 дена. Зошто се чека толку? И затоа требаше да бидат представниците од Министерството за здравство, било министерот, било заменик министерот, да ни одговори на овие прашања. Значи, 10-11 месеци имаме борба со епидемијата. И вакцината, зборуваме за вакцинација, не ни е регистрирана вакцинацијата. Вакцината не ни е регистрирана. А плюс тоа се носи предлогот на седница за 2 сата да биде истиот предлог закон ставен на Комисијата за здравство, сето тоа брзо плето, без пред тоа да биде направено сето тоа во време како што треба да биде. Тоа требаше да биде завршено пред 3 месеци. Сега да зборувавме во кои градови, од каде ќе се почне и како ќе се почне. Значи, не се тоа политички поени, тоа се пропусти на министерот за здравство, на Министерството за здравство, на владата. А законот го поддржуваме. Меѓутоа, некои работи мора да се знаат. Толку, благодарам.